Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Агроинфо на ТВ канал ВИС. Како што знаете, ова се минути резервирани за вас земјоделците, откупувачите и сите оние вклучени во овој процес на производство во земјоделскиот сектор. Во ова најново издание ќе слушнете нешто повеќе за очекувањата на откупувачите од новата производствена сезона, потоа анализата на факултетот за земјоделство направена за извозниот потенцијал на земјоделско-прехранбениот сектор на Македонија, секако стручните совети и модерното производство надвор од границите на Македонија. Останете со нас. Како што веќе најавив на самиот почеток, ќе зборуваме за новата сезона која што предстои за градинарите, за раноградинарите, особено поголемиот број на производители во Струмичкиот регион. За очекувањата, пласманот, дали актуелните случувања околу коронавирусот може да влијаат на овој тек на понуда и побарувачка на пазарот на земјоделски производи, колегата Ване Трајков разговараше со Ацо Стоилков, откупувач трговец. Господин Стоилков, сме на пресет на нова производствена сезона. Вие сте трговец кој што вршите откуп. Што може да очекуваме од оваа сезона откупна? Ќе се постигнат ли ланските цени или сепак ќе остане пазарната економија? Има ли интерес за македонскиот зеленчук? Мај да направиме на ретроспектива последните 3-4 години во врска со пролетната зелка, баш конкретно сега говориме, да има неколку нови сорти и старите сорти има многу добар квалитет. Во ред е ситуацијата, од нас се бареше да има добра земјоделска практика, тоа го направивме и следејќи ситуацијата на глобално ниво, поготово тие наши пазари што нам ни се познати, има побарување, веќе дојдоа неколку наши купувачи, но во врска со глобалниот проблем што го имаме со коронавирусот, можно да имат некои ембарга, затвори граници, отвори граници, во секој случај има побарување, но да причекаме што ќе се случи. Многу е важно кога ќе почне сезоната да има бомбастичен извоз, да го испорачаме квалитетот што го барат нашите купувачи, другото останува да видиме на терен што ќе се случи. Цените може ли да бидат ланските или пак сепак ќе бидат одраз, со оглед дека се најавува дека заради топлата зима можно е да имаме совпаѓање со останатите држави од Балканот? Не би се согласил дека ќе има голем драстичен пат на цените, затоа што години наназад ние тоа сме го имали од изгоство, но најголем дел зависи од нас, ние како ќе се построиме и како ќе си ги воспоставиме цените, да не се надпреваруваме еден меѓу друг со откупувач кој повеќе камиони ќе извози. Не, кој подобар квалитет ќе направи и да се бориме да постигнеме цена на пазарот, а да не се намалува цената на нашиот пазар. Од каде се има интерес? Па, јас сум среќен што втора година, лично за мене, за нашата фирма говорам, да германскиот пазар е отворен. Ние стандардно 15 години сме на нордиски, балтиски земји. Ова година има исто голема најава за на рускиот пазар. Во секој случај планираме на многу поголема количина да извеземе него прошлите години. Ја спомнавте коронавирусот. Кај земјоделците постои стравување дека можно е тој страф да резултира и во прекинување на извозните сделки кога станува збор за зеленчук. Воопшто, можно ли тоа да се случи, господине Стоилков? Не би се согласил баш толку драстично, затоа што храна си храна и сака неќе мора да јадеме. Таа е една ситуација, тоа беше бомбастична најава, има некои мали индици, но јас очекувам добра сезона. Спомнавме пролетната зелка, имајќи во предвид дека Гевгелиско-Валандовскиот регион реагира заради ниската откупна цена. Што може да се случи со пролетната овде во Струмичко? Гевгелиско-Валандовскиот регион реагираат, да, за зимска зелка реагираат, затоа што со години нанадзад ние говоревме кои сорти ги бара пазарот. Не може ние да бидеме рентабилни со 3,5-4 тона од декар зелка да барам 20-30 килограми. Се знае кои сорти ги барат пазарите овие години. Еве, јас веќе години наназад имам побарувачка за пример за Дубај, за Катар, за Шаржа. Тие сорти не ги сакат. Како може холандјаните да доносат зелка тамо, ние не можеме. Тоа значи дека сорти се тие што одлучуваат.
И само за крај, ќе биде ли конкурентен македонскиот зеленчук во однос на останатите по оваа сезона? Да, ќе биде, но јас исто препорачувам да се пренасочим на некои нови производи. Например, на блага пченка, на извоз на тиква, но на прав временски период кога треба да излеземе на пазарот. Со тоа треба да поразговараме со земјоделците, пазарите се тука. Сепак Европа е 720 милиона народ, тоа е огромен пазар, отворен пазар имаме, ние треба да си го најдеме нешто место. Но во моментов ние немаме зеленчук. Увезуваме во моментов. И цените ни се многу високи. Треба ли малку и преориентирање на овој дел, краставици, домати, да имаме под оранжери, односно загревање, не знам. Да, се согласувам. Треба да има. Треба да има и треба нови производи треба метнем на пазар се цел да се избегне тоа бомбастично наеднаш најава и берба на некои производи. Научната фела изготви анализа за извозниот потенцијал на земјоделско-прехранбениот сектор на Македонија во соработка со Стопанската комора на Македонија. Да чуеме кои се деталите и какви резултати добија и од оваа анализа и студија која што следува. Јас во наредните неколку минути ќе се обидам да презентирам дел од резултатите и заклучоците кои произлегува од студијата која што Стопанската комора на Македонија во соработка со група на експерти од дома и странство ја работеше во изминативе повеќе од 6 месеци, студија која се однесува на идентификување на развојните можности и потенцијали за извозна диверзификација и структурна трансформација на македонската економија. Денешниот фокус нормално ќе биде на примерно земјоделие и на прехранбена индустрија како значителни извозни сектори за македонската економија. Пред да преминам на презентирање на дел од резултатите и заклучоците кои произлега од студијата, накратко би сакал само да дадам една елаборација на тоа кој беше главниот мотив и причина за изработка на оваа студија. Имено сите наши претходни анализи и истражувања укажуваат дека едни од клучните ограничувачки фактори за прилично бавната развојна динамика на македонската економија во изминатиот период е ниското ниво на индустриализација, лошите извозни перформанси на економијата и прилично лошата извозна структура. Во таа насока цениме и сме силно уверени дека идниот развој на македонската економија единствено може да почива само на интензивирање на процесот на модерна индустриализација и зголемување на извозните перформанси на македонската економија. Секако прехранбената индустрија, пак ќе повторам, како еден од клучните сектори, извозни сектори на македонската економија, има прилично значаен удел, односно фокус во рамките на нашата анализа и во рамките на сознанијата на самото истражување. А практично тоа и самите резултати од анализата го покажуваат. Во 2019 година вкупниот извоз на примарно земјоделие изнесува 210 милиони евро, од кои 35 милиони се примарно земјоделски производи од животинско потекло и 175 милиони од растително потекло, пред се мисли овде на овоше и зеленчук, додека вкупниот извоз на прехранбена индустрија изнесува 410 милиони евра, од кои најголемо учество има тутун и производи од тутун, околу 145 милиони евра или 2,2% од вкупниот извоз на македонската економија припаѓа на тутун и производи од тутун, понатаму 75 милиони безалкохолни алкохолни пијалоци, пред се овде се мисли на вино, кое што Македонија, сите знаеме, традиционално го извезува долги години, некаде околу 65 милиони е вкупниот извоз на вино во 2019 година и 191 милион евра е извоз на останатите производи од прехранбената индустрија. Овде се мисли на месната индустрија, кондикторска индустрија, конзерва индустрија, пекарска индустрија, индустрија за здрава храна и храна за животни. Вкупниот извоз на примерно земјоделие и прехранбена индустрија во 2019 година изнесува 621 милиони евра или околу приближно 10% од вкупниот извоз на македонската економија. Ова практично покажува дека прехранбената индустрија и примерното земјоделие има значајна улога во вкупниот извоз на македонската економија. Она што исто така произлезе како заклучок од анализата, дека во изминатиот период имаме континуиран тренд на зголемување на извозот на примарно земјоделие и прехранбена индустрија, меѓутоа она што не е поволно е тоа дека растот на извозот на примарно земјоделие
е поголем од растот на извозот на прехранбена индустрија. Сите ние знаеме, а и студијата практично основната цел е како да го зголемиме извозот на производи кои имаат повисок степен на финализација и додадена вредност, па во таа насока залагањата и политиките во наредниот период треба да бидат фокусирани кон прехранбената индустрија и кон производи од прехранбената индустрија, бидејќи тие имаат повисок степен на финализација и додадена вредност. Како практично од примарно земјоделие како инпут, како главен инпут или ресурс да се зголеми извозот, производството и извозот на прехранбени производи. Она што исто така беше вака интересно во рамките на истражувањето е во делот на квалитативната анализа, во смисла на тоа кој го создава тој извоз на ниво на поединечен производ, колку компании имаат извозна активност, какво е нивото на софистицираност на тие производи кои што се предмет на извозната структура во рамките на овие сектори. Резултатите од самото истражување укажуваат дека вкупниот извоз во примарно земјоделие го создаваат 110 компании, извозни компании, додека во рамките на прехранбената индустрија 164 50 во индустријата за пијалоци, или вкупно 323 компании во рамките на овие два сектори имаат извозна активност. Само за илустрација, вкупниот број на извозни компании во рамките на преработувачката индустрија во Македонија е 1500, помалку од 1500 компании, што значи голем дел од тие компании се во рамките на овие два сектори. Од аспект на тоа во колку производи овие два сектори односно Македонија е специјализирана за извоз во овие два сектори, односно колкав е бројот на извозни производи за кои Македонија има компаративна предност и македонските извозни компании имаат компаративна предност. Резултатите покажаат дека во рамките на примарно земјоделие Македонија извезува 50 производи со компаративна предност, додека во рамките на прехранбена индустрија извезува 40 производи со компаративна предност. Нормално дека предметот на тргување на производи во светската трговија во рамките на овие сектори е многу поголема, тоа покажува дека Македонија во наредниот период има простор за извозна диверзификација во смисла на зголемување на бројот на извозни производи, посебно пак ќе повторам, во прехранбената индустрија, во која што практично постои можност за понатамошна диверзификација. Од аспект на извозната концентрација, тука резултатите се прилично неповолни, особено во прехранбената индустрија, имено вкупниот извоз на топ 10 најизвезувани производи во рамките на прехранбената индустрија имаат 76,5% од вкупниот извоз, оној 410 милиони евра, што значи само мал број на производи го создаваат вкупниот износ на извоз на прехранбена индустрија. Тоа претпоставам дека е резултат практично на извозот на тутун, бидејќи тој учествува прилично значајно во вкупниот извоз на прехранбената индустрија. Околу 30% од вкупниот извоз на прехранбена индустрија се извоз на тутун и производи на тутун. Тоа покажува дека, пак ќе повторам на истата констатација, дека Македонија има потенцијални компаративни и развојни потенцијали и капацитети во овие сектори, особено во прехранбената индустрија, меѓутоа потребна е системска поддршка, потребни се сет на економски политики кои ќе бидат во насока на поддршка на извозно ориентираните компании во прехранбената индустрија. Едноставно ние треба како економија да се пренасочиме од производи со понизок степен на финализација кон производи со повисок степен на финализација. Најдобар пример за тоа во ланецот на снабдување во рамките на овие индустрии пренасочување од примарно земјоделие кон прехранбена индустрија. Исто така на крајот ќе завршам со ова. Во рамките на анализата беа направени детални истражувања во однос на мапирање на извозни производи за кои македонската економија има потенцијални компаративни предности. Цениме дека овие резултати може да бидат исклучително корисни во градење на нова стратегија за прехранбената индустрија. Исто така мислам дека и сум уверен дека овие истражувања и резултатите од истите може да им помогнат на вистина на компаниите во делот на тоа каде да се преструктурираат во наредниот период, односно кои се тие производи за кои постои компаративна предност, односно за кои постои можност во наредниот период да бидат предмет на извоз на македонската економија. Идентификувавме 20-30 такви производи. Најголем дел од нив се во рамките на конзервната индустрија, во рамките на пекарската индустрија, во рамките на останатите индустрии кои се во делот на преработка на овошје, мед и така натаму, така да постојат доста, пак ќе повторам, постојат доста можности кон кои Македонија во наредниот период треба да се преструктурира.
Како што знаете, во секоја емисија Агроинфо одвојуваме простор за стручните совети кои што за вас земјоделците ги дава Игор Ивановски, магистер по земјоделски науки, кој што е нашиот стручен консултант. Добар ден, почитувани. Еве се наоѓаме период каде што поинтензивно веќе се чувствува подготовка и сејањето на семенскиот материјал како на пиперката, кој што е покасно, особено на отворено, а исто така и на тутунот, расад на тутун. И овој период каде што нормално голем број на земјоделски производители, тутунари и гренјари пиперката барат и користат хербицид за сузбивањето на плевелите во лејата, значи во расадот. Веќе ќе ве потсетам од Хемамак пестициди, веќе како увозник се увезува и веќе има увезено девринол хербицид, познат хербицид, во оригинална паковка, кој што дервинолот, рековме, кај пиперката и тутунот се користи во сузбивањето на плевелите и тоа 100 мл се користи за сузбивањето на 100 метри квадратни. Начинот на користењето на дервинолот е познат кај земјоделските производители поради недоволно недоволно време. Ние тоа малку ќе скокнеме, значи друг пат дополнително ќе нагласиме. Сега би сакал да се вратам малку на Стомп Аква. Познат порано го имаше како Стомп само и Стомп Аква, но сега веќе лани и ова година не се увезува Стомпот, него Стомп Аква, кој што е многу подобрена форма од Стомпот. Значи пендимиталин има, но има 455 мг на литар. Стомпот беше 333, ова е 450, значи појако, но и формата е поквалитетна, значи тука е во активната материја стајана во водена аква форма или средина, така што при првите капки на дожд се активира и има поголемо, односно многу поквалитетно дејство. Исто сега е само за 3 декара, значи Стомп Аква употребено пред садење на голем број на култури, но рековме за 3 декара. Во минатата емисија кажавме, ве подсетивме за Апласот Бостан, кој што е агрорадомак увозник. Сега би ве подсетил на повторна куртова капија од ЗКИ, кој што оди под шифра, ЗКИ 09721, F1 значи дека е хибрид. Значи станува збор за хибридна сорта на тип на куртова капија, кој што се карактеризира што дава бујни растенија, со добар хабитус или развиток на самото растение. Плодовите се доста големи, значи просечно тежина на плодовите околу 200 па до 220 грама. Должината се од околу 20, некогаш и повеќе сантиметра, но просек е околу 20 сантиметра. Плодовите на оваа сорта, хибридна сорта куртова, се карактеризира со тоа што се убава боја од две страни сплосната, значи доста добро, затоа што знаеме за индустријска употреба треба да се пржи, односно да се печи, се извинувам, и предноста е што исто така покрај тоа што родот е многу голем, исто така плодовите нема напукнување како кај некои сорти на куртова капија, на позен пипер за индустријска производство, значи нема напукнување на самите плодови, со што ги прави уште поквалитетни, значи над 90 нешто % ги прави атрактивни првокласни плодови. Ќе ве потсетам од Агрорадомак да не заборајте, тоа е маската, а тоа се карактеризира со тоа што рековме природен репелент, значи ги брка сите инсекти во почвата. Значи задолжително употребувајте, затоа што е наведено, има испитување и кај нематодата, и кај сите инсекти, па и кај пожевот, врши отстранување, бркање од самото растение на овие штетни инсекти. Би се вратил малку на Агроуник, кој станува збор за Агроуник, ние во минатата година го спомнавме Ервиксот. Ервикс представува природен, да речеме, фунгицид, односно пестицид. Зошто викам природен? Затоа што каренцата е 0, добиена на природна база, состојките се од природна база, токсичност 0, а во себе содржи повеќе видови или соеви на бактерии. Кога ќе се аплицират овој ервиксот на површината, се карактеризира со тоа што веднаш на површината на растението или во таа средина доаѓа до размножување на овие бактерии, кои што не се штетни ни за луѓето, ниту за растенијата, но на сметка на тоа тие почнуваат да ги сузбиват или еден вид да ги гонат
од таа средина штетните фунги, односно габични заболувања, како што се причинители на зеленото венење, почнувајќи од вертицилиум, фузариум, некаде веќе покажало и добри резултати и кај ботритисот, кај пепелница и така натаму, да не ги нагласуваме сите, па и на фитофтора капсици, и затоа, почитувани, особено кај пиперката, мој совет, моја препорака е пред садење на стално место да се залејат расодот со ервиксот, а потоа особено може и веднаш, значи ако се пушта систем капка по капка или за ден-два, по систем капка по капка да се пушти ервиксот во доза или концентрација 1 литро на декар. Значи, се пушта неколку минути да се наполна цревата со чиста вода, потоа се пушта ервиксот и 15-20 минути потоа се, да речеме, измија цревата, со тоа што капалките се, или цревата се блиску до растенијата и на тој начин се нанесуваат во околината, тие бактерии ки си дојдат на самото растение, се заштитува. Нормално може да се употреби, тоа ќе кажуваме во другите емисии, и со прскање на самото растение. Би сакал сега од Unicom, Agro Unicom, да спомнам еден препарат и еден специјално, да речеме, ѓубриво, тоа е Кропаид. Карактеристично за Кропаид е тоа што еден вид има антифрост, значи ѓубриво, специјално ѓубриво, кој што ги штити растенијата од ниски температури, значи потоа ги штити растенијата од многу високи температури, но исто така има зголемува и моќта на одредени стресни ситуации. Знаеме дека овој период е доста променлив, често пати во текот на денот знае температурата да се искачи доста високо, за во утринските часови да падне многу ниско, и затоа мој совет, моја препорака да го употребувате Кропаид со цел овие растенија да бидат заштитени пред се од ниските температури, а и од стресните ситуации. Во однос на појавата на инсектите, при првите повисоки температури, а веќе одамна ги има првите повисоки температури, најмногу се активира трипсот и кој што прави проблеми на самите растенија. Тука ќе го спомнам и Скин Директ, кој што не само што оди во литражно пакување, него и во 100 мл, значи без разлика за помала и поголема количина. Активна материја добро познатата абамектина, 18 грама на литар. Кај помалите растенија препорачливо е да се употребува 5 мл во 10 литра вода, ако е веќе во род и до 7 мл во 10 литра вода. Врши сузбивањето не само на трипсот, него на пајакот и на минерот и кај сите култури. Ово го напоменувам затоа што може да се употребува како во гренарството, така покасно и во овоштарството, особено кај што има јаблко и кај што знаеме кога ќе дојде многу високи температури, може да се јави пајакот. И за крај на ова издание на емисијата Агроинфо да погледнеме како тече едно модерно производство на пиперки.
Поштувани, јас ви благодарам за вниманието со кое не следевте. До следното наше дружење, до следната недела. Останете во добро расположение. Пријатно!